Разговараме со Миле Јовановски, татко на Бојан Јовановски, односно во јавноста познат како Боки 13. Благодарам на поканата. Во право време, на право место ја давам. Прв сум на едно вакво интервју. Благодарам уште едnom. Каде заврши торбата Луи Витон? Знае ли Миле? И јас право да ви кажам, немам појма кај завршила торбата. Ја таа торба уопште ја немам видено, а мислам дека тоа ниту во обвинителниот акт кој беше во така наречен рекет, а уствари му се судеше на Бојан за влијание со трговија со влијание и ова кажете го како има тоа перење пари и така натаму и така. За мене е тоа многу чудно затоа што нема никакви докази за трговија со влијание и надомест за таа трговија, а камоли да има перење на пари. Прво и основно треба да се докаже влијанието, трговијата на влијание, земените пари, наградата за тоа, па после да се суди за перење пари. Се збореше дека торбата завршила во вашиот дом? Не е тачно. Два пати имавме ние претрес, два пати имавме камери, дадени се, земени се обвинителство камерите, земено е све, нема кај мене ништо и немало ништо. Дали во тој критичен период, тој ден кога практично се зборува дека Бојан бил заедно со Кичевскиот во домот на Камчев, излегал таму и дошол кај вас, дали тој ден воопшто дошол Бојан со торба кај вас? Ги прегледавте ли вие можеби вашите камери за да видите дали е тоа така? Ма какви бе, ја тоа тврдам одговорно дека такво нешто немало. Ја не сум видел торба, ја прв ќе кажам ако сум видел торба. Какви пари бе? Замислете вие обвинителка, шеф на обвинителство на организиран криминал и корупција, излага од судење, дава интервју надвор пред судот и вели вака, ќе ја цитирам, морам да ја цитирам незе, затоа што за еден обвинител на таква висока позиција не може да даде такви произволни искази. Она вели вака, јас претпоставувам дека торбата завршила кај неговите родители. Тоа е нонсенс. Срамота е да го изјави еден таков обвинител. Може би размислувате да покренете и некоја постапка? Можев и сакав да покренам за таа изјава нездина, само знам какви се судовите, какво е обвинителство и овде џаве и да покренам таква постапка и само да идам по тие судски лавиринти и тоа. Знаевте ли за средбите на Бојан со видни политичари, со бизнисмени и така? Некои од тие политичари и бизнисмени доаѓале дома. Пример? Пример, можам да ви дам пример на овој градоначалник до пред малку што беше Богоев. Доаѓаше пред да стане градоначалник, па едно 5-6 пати најмалку. Во вашиот семеен дом? Во нашиот семеен доаѓала Фрусина Ременски, доаѓали други. Се разговарало ли за пари некогаш? Никад. Туку? Зашто? Никад. Општи, право да ви кажам, општи муавети и јас кога сум присуствувал такви за пари споменување, ма какви бе, тоа нема шанса да биде такво нешто. Сметате дека во мојот дом има доаѓано и многу други видни личности у политичкиот, да не кажувам сега сите кои има доаѓано, како пејачи, како композитори, како глумци, како мислам имало ли суди или јавни обвинители можеби кај вас? Јавни обвинители не, али морам да ви признам една работа. Ова прв сега ќе кажам, таа шефица иста Вилма Русовска, се знаеме скоро 45 години, да не претерам, може и некоја година. Уште од девојче, се она ако си ги лечи незините фрустрации од младоста, па ме зема мене и у меѓународен сојуз, па ми прае се јавува по телефони за овој процес со попот. Срамо е. Да, ќе го отвориме и тоа. Но ме интересира зошто фрустрација од младоста? Што треба тоа да значи? Како може да сум и бил симпатија, може не знам ја. Вакво понашање и ваков однос, знаете што? Моето досие, да го видите, до 62 години јас немам стапнато у суд. Моето е досие бел лист хартија. Сметате дека намерно некој ви го правило? Да.
Ја мислам ова е само една голема тортура, голем притисок и врз мене и за цела фамилија. Во судскиот процес Јас мислам дури дека ова е све ради Бојан. Зошто? Затоа што они си ги најдоа кривците да се оправдаат себе. Кои се тие они? Прв начело се знае, тој што не сакаше да се дојде до близина негова, а тоа е Зоран Заев. Си имате ли сретната некогаш со Зоран Заев? Да, си имам сретнато 2018 година во Охрид, кога еден ТВ имаше отворена програма. Како може тогаш ништо да нема против вас и против еден ТВ Зоран Заев, дури се зборуваше дека ве финансирал и затоа ќе го отвориме како прашање. Се разбира? Ако може и за тоа да ви А кажам. сега мислите дека иде против вас за да се заштити себе си? Себе и таа злосторничка групација околу него. Кога ви се нарушија вас односите со Заев, со СДСМ? Ја немам нарушени со СДСМ, со нарушено немам ништо јас со нив. Јас сум бил симпатизер нивни, ја кажувам јавно, дури сега од овој аспект ја можам да кажам дека сум излажан и за таа шарена, дека таа била лага и дека тоа било само револуција за фамилијата мафијашка која е на власт 4,5-5 години во Македонија. Имавте ли вакво мислење за нив во 2018? Не, нема. Кога настана преокрето, да го наречеме? Па, Кога право- најдовте докази, еве, ако можам така да Право да прашам? ви кажам, тоа се случи кога ги слушав оние разговори кои беа вистински објавени на порталите, кога он вели вака, го цитирам, вели и шуто и рогато собрав, ќе ги пуштам по вода, ќе им ебам мајката. Мислите дека вие како фамилија и Бојан Не. сте во тоа? Не, не мисли. Тоа све не, он општо кажува за шарената револуција. А ја А како дел од нејзе, вие како се дел од незе јас се пронаѓам и сега у овој момент му кажувам кај да ја најде мојата мајка, градски гробишта Бутел, парцела заслужни граѓани на Република Македонија. Дали ќе се отвори Пандорината кутија Јас или е мислам- отворена до сега? Јас мислам дека Пандорината тек ќе се отвора. Што има во нејзе? Во незе има све и све. Што да не можам ја одма ќе се малце дистанцирам, не знам јас све што имало у таа Пандорина, али сигурно има. 99% него 1000% е Бојан и оние две писма што ги прати на Вилма Русковска и на Зоран Заев, дека не е 99, 1000000% се тачни. А Има колку докази? Има и што има уште у Пандорината, тек излага. Има докази за сето тоа? Има. Каде У се телефонот. докази? Јас една порака препратена од госпожа Јанева, имам прочитано, уствари Бојан ми ја прочита. Вика, види што ги пишува. Кој пишувал на Јанева? Пораката према Јанева од Зоран Заев беше со, како да ви кажам, тоа се препознава порака, нормална порака, ненормална и порака као у незе вика, зашто уште не си му го дала пасошот? Се мисли на кого? Се мисли на Орце Канчев. Она му пишувала повратно, нема уште подадено нивните адвокати барање за да му се врати пасошот. Толку. Како може Бојан Јовановски, газда на еден ТВ, да има влијание врз Катица Јанева или влијание врз Вилма Русковска или врз овој председател на Врховен суд или председател на ова или премиер или министар? Како е тоа можно? Некој да ми го објасни мене. Па он живеел со мене, ја не сум знаел дека има толку големо влијание. Па ја би го искористил тоа влијание на друг начин. Како е тоа можно? Некој нека дојде нека ми објасни. Сметате дека се е лага? Од сето Не, тоа што лага, се... за да си ги... Знаете што? У оваа влада и оваа, како да ви кажам,
тоа е едно големо лицемерие. Јас мислам дека тоа такво лицемерие, еден со друг, тие се, како да ви кажам, еден со друг се збореа, овој ваков е, овој таков е, оно е таков. Тоа е едно лицемерие, а меѓу себе ќе ги видите, се гучкаат, се бацуваат, се прават 300 чуда. Ви се пожалели ли некој досега од бизнисмени, политичари, бидејќи кажавте дека доаѓале во вашите домови композитори, музичари и така натаму, дека Бојан правел рекет врз нив? Јас тоа го немам слушното, никој нити ми се јавил, ниту ми кажал, ниту спомнал таква работа. Па слушайте, да ви кажам, лицемерно е сега да правиме ние муаве за такви измислени работи, кафански муабети. Па немојте бе вие да заснувате рекет добиена казна 9 години, го наслувате рекет бомбастичен наслов, а од докази ништо. Не може да се базира на пресуда, на изјава на еден или двајца луѓе. Вилма Русковска велеше дека со парите Бојан Јовановски купувал облека, скапа облека, купувал автомобили, ја финансирал еден ТВ. Вие бевте практично најблизок до Бојан. Срамно нешто. Срамно нешто. Бојан Јовановски е единец. Потекнува од фамилија не е дрво без корен. Од фамилии две и на сопругата. Моето семејство е од Преспанскиот крај. Еден од најголемиите газди бил мојот дедо и за тоа можеме да збориме. Јас пари сум имал цел живот. Јас прв сум возел кола 75-та, убава кола, као другите не знаеле што се коли од Фичо и од Вие, значи, практично постојано во текот на целиот живот можам да сватам така дека сте имале средства и дека сте го финансирале Бојан во секој момент? Па, не можам да кажам јас дека цел живот јас сум го финансирал, затоа што Бојан не смееме да изоставиме дека Бојан си има работено, Бојан си има по телевизија емисии, Бојан работеше 2 години у Србија, Бојан беше на Пинк, Бојан беше у Велики брат, Бојан беше што да ви редам уште. Сега, знаете како е тоа, кога пропагандната машинерија на власта ќе земе и кога тоа ќе те направи подоле од свет, тоа е опасна работа. Тоа е многу опасна работа пропагандата. Ако си бел, ќе те направат црн до даска. Господине Миле, може да ми кажете ли зошто мислите дека ве ставија да бидете дел од таа пропаганда? Која беше главната причина? Што највеќе им сметаше? Главната причина беше да се скријат личностите со рекет. Главната причина за таа пропагандна машинерија, таа тортура, таа пресија е рекет. Кои се тие главни? Рекет е направен политички, рекет е направен да се уништи СЈО. Ги најдоа погодните личности Катица Јанева и Бојан Јовановски. Со Катица Јанева сме се дружеле, била и во мојот дом. Со Катица Јанова сме били у ресторант, у кафани. Со Катица Јанова, таа е прекрасна особа. Ве молам, дали може обвинение да има за Катица Јанева, за тросет, возет, фотеле и табуретка? И ги купили Бојан? Не е тачно. Нејзиниот син ке си ги плаќаше на кредит, си ги плаќаше. А зошто биле нарачени преку еден ТВ? Преку еден ТВ, ја не знам. Преку работени во еден ТВ? Преку работа, затоа што нејзиниот син работеше во телевизијата. Не можете вие да правите случај од не случај. Али за да се... Знаете како? Да се скријам јас сами од себе, јас ќе ви нападнам вас. Сакате да кажете вие дека други рекетирале? Молам. Па да. Па ја... Кои? Па сега гледам ја, па гледам од писмата, па ја не сум бил толку упатен, ја не сум одел по Бојан кај одел у ресторан и со кого седел и како седел. Јас сега гледам од овие две писма. Значи сепак бил влијателен, че можел да седи во ресторани со такви луѓе. Па ја викам, ја не сум знал со кого седам. Со кого разговарам. Се гордеете со него да, или пак? се гордеам и ќе се гордеам и одам со крената глава. Затоа што знам невино лежи. А затоа има, а овие наши судови без пардон ќе ви кажам и лица ако
кои оделе по судските совети во апелација и во судството да оргираат за некои работи. За кои Јас што работи? ги знам. Една е таа работата, на пример, со Еден ТВ, која ми ја кажаа после, ја пошто не сум бил упатен во Еден ТВ и во таа уопште, после ја не сум медиумски, не сум уопште не Да, но сум бевте собственик заинтересиран. таму. Молам? Бевте еден од собствениците, ако се Јас сеќавам на сум BMA собственик. Media Group, така? Не еден од собственик, јас сум собственик. И јас на Мандик имаше своја 95%, јас на Мандич 5%. Значи, првостепениот суд донесува одлука дека иако касни со пријавување за вршење на дејност на тој избор. за рекламирање на избори, така, изборно рекламирање. И може да продолжи со извршување на таа работа. И замислете вие, они ги рекламираат тоа све, прават фактура, поминуваат изборите, после изборите во вторник беше донесува апелација, демек нема право на рекламирање. Значи, после извршената работа, они носат безпредметна пресуда. И кој ургирал таму? Тамо оригинал, ја ви кажувам, Зоран Заев имаше рацете на судство и обвинителство со главата да А ми зошто би ургирал Зоран Заев? Па За да уништи Еден ТВ, што? Тука почнува падот на Еден ТВ. Тоа е све смислена работа. Тамо оди заменик министерот Оливер Ристевски, оди директно во апелација, директно разговара со тричленото судско Членови на судичкиот совет. Така да, за награда на тие одења по таквите судски лавиринти и такво тоа, Зоран Заев го трга после некој време, Ристевски го става во дик. Да се скријат тие негови влијанија према судот. Тоа не е само влијание. Имате ли докази за се тоа? Право да ви кажам, ја не можам сега да докази ми е одбивната пресуда, безпредметна одбивна пресуда, што ја носи апелација. Во тој период се дружеше ли Бојан со политичарите од Социјалдемократскиот сојуз? Да. Како може дека се дружи Бојан со политичарите од Социјалдемократскиот сојуз, вас да ви ја затвара телевизијата, односно да почна да ви ја затвара телевизијата, како што велиш? Слушајте да ви кажам, на отварање на телевизијата беа многу голем дел на тие политичари од СДСМ. Затоа не ми е јасно како може да... Па тоа пресврто се прави тогаш кога почнува рекет. Тоа е тој период. Па тоа е. Кога вие прв пат дознавте за рекет? Прв пат дознав за рекет. Ја за рекет не знаев, него прв пат му рекол на Бојан на 3 април после емисија со интервју со Зоран Заев. Зоран Заев сам му кажа? Да. Што му кажа? Дека се збори вака и вака, се прави тоа, Бојан му рекол немам ја појма, немам ја тоа врска никаква со тоа и така натаму. Така да, видете вие сега, они пријавувале за рекет 2 месеци унапред на директор на УБК, на кој директор Џони, некој, ја не го познавам. Ја и од читање, ја појма сум немал баш у тоа време дека тоа така било. Ме разбират, ја после од тоа гледам дека 2 месеца му се пријавува рекет, наводен рекет со вечери, ручеци и таква накано, у наводници, а после, да кажеме, после се отвара случај кој што тврдат на 2 мај. Така. Сега морам да ве прашам. Јас морам уште нешто да кажам. Ако е тоа вистина, и ако е тоа правата вистина за рекет, зашто Џони не преземал? Ја да сум директор, ја одма би реагирал. Би дал пари, 2 милиона, 5 милиона, не е битно, парите прашак, би им стал на лице место, фатете го, торбата фатете, се ке фатите, да нема каде, кај се парите? Ја прашам, кај се парите? Што е со снимките?
Снимките ги слушавме во судската сала, каде што слушавме дека Бојан разговара со Камчеви, дека таму седи Зоран Милевски Кичевскиот. Ви објаснили Бојан, бидејќи вие не сте биле таму присутен реално, ви даде ли објаснување на сето тоа, што се случувало на тие, зошто Бојан му нудел практично, како што е според снимките, на Камчев да излезе од притвор? Како се случило тоа? Што барал Бојан во куќата на Камчеви на крајот? Па Бојан не идел, мислам не идел само тогаш, он се знаел уште многу порано со Камчеви, и со неговата сопруга и со Камчев. Бојан идел на вечери, идел на ручеци, идел на дружење, идел. А зашто, како ме прашувате зашто? Па, слушајте да ви кажам, вие сте во овие медиуми, вие знаете како идат тие снимки, ако се тие автентични снимки, тоа не може никој да ми го докаже. Па немојте раце, црвени ногти, ташња полна со прво, дали кој нормален човек би поверувал, па и ќе се надоврзам малце и на едно друго, затоа, кој би поверувал дека у таа ташња може да собери 1,5 милион евра? Кој човек тоа, па малите деца, малите у градинка тоа не го прават. А што имало во ташната? Ви објаснија ли, бидејќи де факто Па јас ташната некој ја вади од таму? Јас слушнав дека на прашање во судот што имаше уште у ташњата, имало некои списанија. Па замислете вие списанија и толку многу пари у таа ташња. Дали е нормално? И вие сметате дека само списанија имало? Не. Ви кажа ли Бојан што носи Кичевскиот во раце? Не сум ни прашал, не ме интересирало мене такви работи. Не, бидејќи е дел од судски процес, затоа викаме, дали има објаснување за тоа што се носело во нејз? Јас тоа не можам ни да тврдам, ни сум бил, нити знам. Ме прашувате хипотетички, можам да одговорам. Не, велам, дали може би има пари, ама можам да кажам немало пари. Само ја од судското рочиште цитирам тоа што рекле дека има исписанија. Значи, ако има исписанија и ако има пари, тоа како може да собере тоа? Како така лесно ја носи, ја го гледам на таа една снимка. По тоа се споени снимки, една направена вамо, една трета вамо. Дајте вие снимка кај што Бојан зима пари. Дајте снимка кај што ги бројат парите. Дајте снимка кај што има запишување на бројките на новчаниците. Кај излезе таа пара? Кај излезе на таа пара, на кај кажа? Рекет или подкуп, што е ова? Ни едното, ни другото. Ја не знам како да ви го одговорам. Ова е, ја пак ви кажам, политичка игра да се уништи СЈО, затоа што таму има уште поголеми криминали. Затоа што може, на предпоставка, ќе одам сега, таму може да се случи дека господјата Јанева, тоа не можам да тврдам јас, дека има сознанија или има отворена истрага проти многу високи функционери во СДСМ и највисоките у владата. За не СЈО му водеше очи. Затоа што се ја работеа не као СЈО настанато, тоа не работење на Вилма Русковска и комплетно тоа. Ја и друго ќе ве прашам, зашто у Меѓународен сојуз не е викна за сведок тој што пред 2 години ги ослободил парите на тие двајца бизнисмени, тој што има записник направено, и како ја би прашал како се ослободени парите кои биле замрзнати. Нека ми ги дадат тие мене одговор. А не мене ме ставаат у Меѓународен сојуз како да ви кажам, како нем сведок. Ја дознам некои работи кои уопште ги немам ни слушнато ни. Зошто сте чувале дома пиштоли? Многу ми е смешно да ви одговорам на ова прашање. Пиштолите се у тој дом од 65-та, од кога сме преселени, татко ми беше на работа во Тетово и низ цела Македонија, беше висок функционер полициски. Нашиот ментален склоп не е криминален, као за некои луѓе што Како се надоврзаме на тоа? Така, пиштолите се... Замислете вие, ја прв пат дознавам тоа од вештачење на пиштолите, дека едниот пиштол бил произведен 1912 до 17 се произведувал, другиот пиштол се произведел од
31 да не излезе дека лажам со годиниве, така ми... И вие одговарате за ова конкретно, да кажеме, за меѓународен сојуз. Да. Пазете, сега пиштолите се земени у рекет. Не се земени у меѓународен сојуз. Значи не имало претрез за меѓународен сојуз. Имаше претрес и тоа претрес до последна ситница. И првиот пат, и вториот. Два пати е правен претрес. Ама пиштолите се најдени кога беше за Рекет. рекет. Ја споменувавте неколку пати Вилма Русковска. И на почетокот почнавте со неја, дека можеби таа има некои причини од низината младост. Имам и две отворени писма. Едното е за Зоран Заев, другото отворено писмо е за Вилма Русковска. Така. Бојан и буквално директно таму се обраќа на Вилма кај што вика Вилмич. Очекувам дека вие ќе дојдете на истото место каде што мислам сум дека јас. тоа Вилмич е Како што Вилма вика како дека што Вилма ја нарекува во Бојан еден медиум кај што има дадено последното нејзино так. влијание, интервју. интервју. Сега, во сите овие наводи, верувате ли? На Бојан Што вели Бојан? Има ли докази за сето тоа? Имам. Ви Кога гарантирам. ќе излеза тие во јавност? Знаете кога? Кога ќе го дадат телефонот и кога ќе се вештачи све што е на телефонот. Затоа што последното судскиот вештак, последното ова вика дека на ова меѓународна у судница вика дека нема цела комуникација на WhatsApp. А 99% комуникациите праени и со Заев, и со Вилма Русковска, и со други политичари се на WhatsApp. Ви гарантирам со глава дека Бојан нема на памет напишано ништо од тие две писма. Нема, значи тоа ќе се докаже кога тоа. Вистината ќе излезе на виделине. Колку сакале они да ја кријат, да се дистанцираат, тоа е џабе. Се плашите ли за вашиот син? Да. Се Мислите? Највише право да ви кажам, во истражниот, кога беше во истражниот затвор, затоа што имав дојава на човек близок, човек од правосудните органи, дека имало, ми рече, ми цитираше и од пораки нема да излезеш жив од затворот, ќе те убиеме и така натаму. Кој ги праќаш? Мислам дека до толку ниско да падне Зоран Заев, не ми се верува, али брат му можда. Не сум сигурен. Не ми беше кажано од когос. Само ми кажа дека имаме вака и вака, имам А зошто брат му? Затоа што и брат му е смешан во овие сите делатности криминални. И овој рекети и мекети и тоа. Па не случајно Бојан тоа на завршни, на изрекување на пресуда им кажа дека парите да ги бараат кај Вице и Зоран Заев. Тоа е не случајно. Ви гарантирам. И тоа. за тоа сметате дека има докази ќе искочат? Па како Бојан у писмото, вие ако го читавте, цитира дека на 3 пати од тие парите ги Се зема. среќавал ли тој можеби со Вице Заев? Кој? Бојан. Да. И у Струмица и тука и сегде. Ја финансираше ли Вице Заев еден тебе? Молам. Па Прашувам. нема дадено пари никој бе. Државни пари нема у еден ТВ бе. Ма какви бе тоа се небулози бе. За да се отвора медиум ако немаш пари собствени. Кој, па видете ги кога се датите. Кога е медиумот отворен. Нека ги видат датите кога се уплатени. Уплатени се од моја страна околу 200.000 евра. Од каде ви се вам 200.000 евра? Па ја имам станови 2 продајано, имаме добиено денационализација преку 300.000 евра. ФАС 11 октомври дел беше на жена ми. Вратени беа пари тамо со Практично врзници. вие ги изгоривте парите, сега ако можам да сватам. Па ги изгоревме. Криво ли ви е? Не ми е криво за ништо, затоа што на крај вистината ќе излезе на виделина. Ми е криво што немам сега толку пари, ама тоа е. Споменавте дека имал Бојан средби. Што правил Бојан на средби со брат на премиер? Викате Јас тука можам сега да зборам све и сваа, не можам да го знам.
зборењето меѓу ние двајца, кој им е не би Може би можел- имале некој конфликт меѓу себе, Не, кога не, Е, па немало тогаш конфликт. зошто би се заканувал, велите, може Па би за- рековте, не па- тврдите ништо. Па, како зашто да се закануваат? Па ако искочи вистината, ќе ја видите и рекет, ќе видите меѓународен сојот, ќе видите све. Значи, се се врзува Кој околу стои- таа вистина. Па нормално, зашто ја би претал вас да ви убием ако вие не знаете ништо и ако вие си Од кога е во ќутите? Идризово, сигурен ли сте дека е Бојана сигурно? Не. Добива ли уште закани? Моментално немам такви сознанија за од која отида. Замислете вие, доаѓа на 22 23 не ме фаќате за збор, пресуда апелација ја потврдува. Замислете тоа, ја потврдува првостепената пресуда. У 15 до 3 доаѓа полицајец ја носи пресудата, во 3 саат доаѓаат да го соберат, да го носат у Идризово. Ни упатен акт, ниту нешто право на жалба, ниту право, а он Беа ли тие најтешките моменти на вашето да, семејство? точно така, многу тешко. А се обидели Бојан да избега? А какви бегања? Зошто беше уапсен на граница? Тоа е све монтирана работа, бе. Луѓе, дај да не правиме. Па сите што ме срекаваат по улица ми го зборат истото. Па како може да бега Бојан од граница, на граница да оди у Грчка со 5 авионски карти, со 5 повратни карти, со 7-дневен аранжман. Кога биле резервирани тие? Картите? Се знае? Да. Па, пред да тргнат валја едно недела дена. Пред да тргнат да одат они, колку деа, 5 души беа. И каков бил односот И со како Бојан? може некој да ми објасни мене, како може да бегам со 5 души со мене? Ако бегам, ќе бегам сам со еден човек. А не со куфери, со тачни, со гардероби, со 300 чуда за летување. Па они нема ни основ зашто, они не знае зашто и го притвараат, бе, луѓе. Они немаа појма, бе. Не, па видете таа медиумска како ја покрена она со пресконференција на државниот јавен обвинител и Вилма Русковска. Па не знаја што да кажам на таа прес, еве, земете ја, вратете ја назад, ќе видите. А каде е Кичец во целата оваа приказна? Кога го запознавате вие Посебна него? приказна е тој човек, како да ви кажам, јас прв пат го видов Кичец, случајно отидов, пиев кафе у еден ТВ, така идев еднаш месечно. И ја ништо се поздравив, само се излегов од канцеларија, се симнав доле, пиев кафе и се отидов. Кога дојде Бојан дома, поручекта му викам, од кај го најде овој човек? Абе, ти мене ми вика, абе, ти не се мешај во мој работ. Добро, вика. Толку беше. И после тоа со Кичевец имаше дружба колку сакате. И дома доаѓање кај мене нонстоп. Па сега не нонстоп, да кажеме секојдневно, али многу често. Па вие што мислите? Еве ќе ви давам и друг еден податок. Што мислите како така на брзина почина Жарко Луковски? Го има споменувано Бојан и ова писмо, отворено. Што мислите, како, од што? Така не се умира. Жарко Луковски у мало ми е 50 години, 60, комшии сме биле. Па знаете ли вие какви тортури им него, какви преси? Лично он ми има кажано мене у една продавница кај што се имаме сретнато. Па знаете ли дека го една изјава, трета изјава, четврта изјава да даде да им се поклопат коцките? Да се даде за рекет. Значи тој бил вклучен да даде изјава во... Тачно. Не еднаш, два пати, три пати, као исто и Орца Камчак. Еднаш, два пати давал изјави. Па главен сведок у ова. Па вика, не, ја не сум кредибилен сведок, нема да зборувам тоа. Па му вика, Бојан не е ништо крив, па ово е крив, па оно. Мислам, лакрдија права, фарса една. Срамота е за сусото. Кој го запозна Бојан со Кичец? Како се Не знам. запознале? Не знам. Дали имаше бизнис тој Кичец во вашите фирми? Дали тераше нешто? Дали правеше? Колку беше близок до Бојан? Како се случува Кичец да оди заедно со Бојан ке Камчеви? Дали Кичец се среќавал и на други? Слушајте, јас од медиуми и ова, дека слушнав дека Кичец вработен во
во Една од фирмите на Камче. во Орка Холдинг, бизнисмен вработен во Орка Холдинг. Значи бизнисмен вработен во Орка Холдинг. Тука се тие релации Кичиец и Јордан Камчев. А со Бојан? Бидејќи сега, Кичиец за да дојде шип- некој кај мене дома и за да биде слободен да влезе кога сака, Да. треба јас да му го дозволам тоа. Нормално. Но ако дојде со Бојан, ја на секој што ќе дојде со Бојан, ја му дозволам. А доаѓал ли сам? Сам Кичиец не. Кога не бил Бојан, на пример, или кога никад не бил сам ја и Кичиец. Значи, они биле пријатели, но не биле немале бизнис релација. Па ја Може мислам нема што бизнис, едино ако имал нешто со телевизијата, ако имал такви работи, иначе вака се зборува дека Киче снимал све. па снимал и народна музика у кола. Па ме снимал и мене со куче како искачам од лајф. Па ме снимал, па кажувал дека ова тој, а Бојан му вика не е тој, него тој е татко ми со Луј. Па снимал сва и све што. А зошто? Па слушајте, зашто? Повторно се враќаме Па, на истото слушајте. прашање. Мора да има причина, за све има Па причина, мора да така има велиме. причина, па не случајно човек е Кичец, ќе ви кажам и зашто. Па он е многу близок е со Зоран Заев. Та поблизок е со Камчев или со Зоран Заев? Е тоа... Бидејќи вие велите работи, нели? Да, Во, па, во филмата така така он беше вели. представен на судските ручишта, а од друга страна велите многу е близок до Зоран Па Заев. да, Како е ќе ви близок? кажам и зашто. Ќе ви кажам зашто. Во една прилика која беше дома кај мене, април месец пред вториот круг на избори во Охрид, јас му викам поседи уште малце дај ќе се правим неврзани муавет и сме правеле. Ја му викам поседи, а не морам вика додам утре одам за Охрид, 2 недели нема да бидам тука. И ја му викам зашто? Па вика такво е времето, мора на Зоки да му помогнеме. Добро викам чиме, така бега, оди. Се плашите ли дека можеби некоја снимка во кичејскиот телефон, да го наречам така, има која може да ве компрометира вас? Мене лично Или пак вашето семејство? Вас како семејство, не, евете речем. мене лично не. Нема шанса. Теоретска шанса нема. Може да има снимки од други луѓе. Од тие што Зошто се среќава од Бојан со Мијалков? во една прилика 2018 година Бојан оди, ја после тоа одење негово оди во Мериот. Се среќава со Мијалков. И после тоа од СДН, СДС сите збореа и Бојан кај Мијалков, се што бара Бојан кај Мијалков. Он бил пратен тамо да оди да разговара со Мијалков. Од кого? Од Заев. И за тоа предпоставам дека има доказ во телефонот, Сигурно. бидејќи секогаш се повикува. Сигурно, па тоа може да потврди и Мијалков. Може тоа сред би биле, не биле. И за што разговарале? По писмото на Бојан, ја не можам, ја не сум бил Според тада. писмото? По писмото на Бојан, тоа што го кажал Бојан, тоа е вистина. Тоа нема бегање од тоа. Тоа ќе ја искочи. И пораки ќе искочат и све. Дали мислите дека Бојан по негова вина е моментално во затвор? Не. Ја ви кажав, тоа се политички случаи, тамо се наместени, одговараат ликовите, одговара растурење на СЈО, одговара да нема постапки по предмети на СЈО и предистраги на СЈО. Тоа е све монтирано, ама знаете како, тоа кој ќе монтирате и кога ќе сакате да монтирате, паѓате у жив песок. Секојот грешките се прават уште поголеми. Па вие видете го господинот Заев, ќе го наречам и господин, ако е многу помлад од мене, видете каква изјава он дава пред медиуми 2019 година го има и еден педер и еден да ми ја рушат државата. Која држава? Ја го прашувам која држава? Од мајка му или од татко му наследство ли ја доби? Па ја имам поише заслуги, мој дедо е стрелан од тие бугарски администратори, што ги нарекува у наводници. Дедо ми е стрелан у 4,5 затоа што татко ми бил партизан. Може би сте му лут на Заев затоа што го нарекол Бојан Педер, па и затоа може би имате... Ма какви? Такви гласини имало, такви гласини, тоа не, а не личи на еден премиер, да се спушти на едно такво ниво простачко. Двете раце им се обвинителство и судство.
Па гледате и покачување на плати. Суди и обвинители се покачат плати. Овие администрацијата нема веза. Што ќе се крие? Па тој цело време се крие позади СДСМ против таа партија, против се крие државни институции работеа по негов налог све. Па дај да не се лажеме више еднаш бе. Дај вистината нека се искочи. Па тие тортури не може бе. Како може да се бори еден човек против цела држава? А тоа да ми одговори мене некој. Како може? Споменавте сериозни обвинувања, посебно во делот на судството, посебно за ова што го кажавте апелација дека Зоран Заев ургирал и така натаму. Се има уште еден апелација. Па не е само тој случај, милион случаи. Велам тој го споменавте. Да. Сега, морам да ве прашам, имавте ви признание на вина за претепување на свештено лице. Го претепавте ли? Што се случи во тој момент? Како признавте вина? Зошто признавте? Имавте ли можеби притисок? Све ќе ви кажам. Све полека. Се случува на 8. Ден Божик, православен, еден од најголемите православни празници. Бојан беше дома, имавме гости, седевме на маса, као што се чека Божик, свири кола, една излагам на тераса, Бојан ја сајал од таа страна, од другата страна колата, и ја му викам, Бојан, излези да препаркираш, човекот е дојден, сака да ја внесе у гараж. Бојан излегува, ја стојам на тераса и го слушам, ја паркира Бојан од нашава страна колата и тој отвора прозор и со погрдни, многу навредливи зборови му се обраќа на Бојан. На тој нема да ги споменувам, више ми е преку глава од такви глупости. Па бил Бојан со црвени штикли, па бил облечен со бунди, па бил, мислам, тој е по-провокатор. Едноставно ќе ви кажам. Срамота е за македонската црква да има такви личности во таа црква. Го претепавте? Да го претепав, нема да ми е жал што сум бил 3,5 месеци у затвор. Еве, едноставно ќе ви одговорам. Тој го отвара джипот, ми удара мене тука, доле лизгава мраз, беше таква, беше годината. Ме удара тука со вратата, горе и доле у ногата. И у тој момент ја губам контрола. И за среќа тој што сака брзо да излезе, јас се фаќам тука, за неговите рамења. У таквото брзање негово да излезе и да се физички да се обрачуна со мене, тој ја има заглавено ногата меѓу гасот и педалјата за кочење. И тогаш има превиткано. Затоа што уште ја падна доле и како се држам за него, он паѓа на мене, уште у воздух, он вика, ја повредив ногата, ево. Јас станува, повредена ми е ногата, му помагам да стане, оди до вратата, влезна на куќата, зима еден метла со стап, замислете ова. Па имав ја 7 сведока имам за ова што се случи. Па зошто признавте вина? Ке ви објаснам и тоа. Судијата лажливка, Александра Сашка Ристевска, преку луѓе ми прати абер. Ми рече, со овие, цитирам зборовите, да не те ласаме многу со попот, нека признае вина, сега ќе почне рекет, нека ја признае вината, ќе му дадам условна казна, ќе се поздравиме, ќе си одиме. Преку кого ви го прати аберот? Не сакам да вмешувам имиња, само ќе кажам дека адвокати. Не е Сашко Дуковски, кој исто така добиваше и по телефон кај мене дома добиваше закани, демек немој да трни се од тој случај уште на почетокот. За рекет зборуваме. За рекет това ви го кажам. Сашко Дуковски е пар екселанс, човекот што има на ум тоа и на друм, а јас сум сличен на него и многу се совпаѓаме. Зошто не добивте условна казна кој ветили условна казна? Зато ако сте признали веќе поред. Може ова хипотетички ќе ви звучи, али не можам да откриам луѓе да ги метнувам у некоја
Ја јавно ќе прашам, еве од овој ваш ценет медиум, зашто судијата Александра Ристевска го смени мислењето на 2 минути пред да влезе во канцеларија, во судница. Значи излезе Сигурни јавно. сте дека е на 2 минути пред? Така има она кажано на еден близок пријател и неизин мој. Ако го сменила мислењето на 2 минути пред влестот, јас можам да сватам дека целиот судски систем е против семејството Јовановски. Тачно, тоа е све ради Бојан. Ама сепак не му замеравате. Не. И горд сум на него. Горд сум и свака му час и да искочи поголем муж од сите тие што се прават мужи. А не да се кријат позади државни институции, позади таква една голема партија како што е СДСМ. Рашковски, ако прозбере Зоран Заев, нема да има да може да каже. Ја ви гарантирам по една порака пратена од овој, кажете го, директорот на МОБИ, што беше Луковски Жарко. Затоа што Бојан го има запознанието со Зоран Заев. И цела комуникација му една порака му потврдува и убаво ќе биде да се слушаат со Жарко со Рашковски. Според ова, практично, Бојан му бил комуникација на господинот Заев и со Мијалков, и со Луковски, па Луковски со Рашковски. Практично сега искача дека господинот Заев не може да функционира без Бојан. Јас не знам дали он може да комуницира, јас знам само он си пукна во нога сам. Сам си пукна со отварањето на тој процес. Јас сигурен сум, Бојан има таква моќ, Бојан е многу интелигентен, ако сака да го понижуваат и по медиуми и све, Бојан е толку интелигентен што они немаат представа. И тие новинари што се и тие што го блатат по телевизии, тие уште не се свесни. Нака седнат тета со него па да видиме исходот како ќе биде. Споменавте новинари. Да. Како толку брзо ви избега новинарите од ТВ? Зошто толку брзо ја згаснавте? Викате имате пари, вие постојано говоревте. Парите се трошат, парите се почетна инвестиција, парите не можат, ја немам 2 милиона или 5 милиона стекнати од криминали и тоа. Парите тоа е. Ви смета ли Вилма Русковска? Чувствувате ли омраза можеби кон неја? Немам никаква омраза. Ја немам омраза ниту према ниједен, ни еве и Заев да го кажам, немам омраза. Ако има направено такви неубави работи, како да ви кажам. Али не можам да спомнам. Вели од 91 не е вработена, има пари. Па добро, да признаеме дека е малку чудно. Чудно. Не е Јас би ништо. се запрашал веројатно на прва како може да има пари, а да има блокирана сметка. Не. Зборувам се за тоа е друга работа за блокираната сметка. Бојан има добивано, ќе се надоврзам и на тоа прашање, преку авторска агенција. Знаете колку хонорари има Бојан зимано? Па самата директорка на тој меѓународен сојуз кажа. Ја не го кажам тоа. Така бе, разбира. Второ, како може таа Вилма Русковска да го каже тоа прво? Затоа што ја од 91 бев вработен у една београдско предпријатие за отпад, за отпадни материјали, железа, викли и така натаму. А од 91 имам приватна фирма. Јас со незиниот сведок ја побив дека лажа. Со незиниот сведок што го донесе. За меѓународен сојуз. За меѓународен сојуз. На прашање бами фирмата дали сте ја воделе, да. Дали било добра, па сега многу време помина, вика, да. У кондиција топ. Па кога беше ембарго да има поише заработено пари, него Вилма Русковска 30 години што е у обвинителство. Па знаете вие како беше тоа време. Знаете Кога ја прекинавте комуникацијата со Вилма Русковска, бидејќи кажавте дека сте биле приватни пријатели? Приватни не сме биле пријатели никој, далечни познаници да. Далечни познаници. Далечни познаници да. Имав една другарка, која и беше и незе другарка, тамо сме се гледале, не е ни битно тоа. Последно видување
Мене со Вилма Руска сам беше на прославата на еден ТВ и после тоа во лайв кафаната во Каршимлин Балкан. Што сте правеле во кафана со обвинителка? Или само сте се сретнале? Не, Сте седеле? сме седеле. Имаше ли интересни речи? Сме пиеле, сме пееле, сме играле, сме правеле. Сме Како јаделе. може кога вие толку сте биле блиски со таа обвинителка по тоа да ви поведе не еден, два случаи? Па јас се, знаете што е тоа? Они се многу провитни усвари. Ајде чекај сега ќе му дајам овој бел лист хартија. Нема досие никакво, нема украдено палјач, нема направено ништо, освен погрешно паркирање, ако се зима за ова. Дај сега ќе му направиме, ќе го осудиме овдека. Многу провидна работа, мислам. Ова значи дека очекувате и осудителна пресуда. Мола? Ова значи дека очекувате осудителна пресуда? Сигурно. Во ова судство кој е ваква кој што е сега. Па дај, шала, немојте да правите шала. Без никакви докази. Без самите тие што биле луѓе на меѓународен сојуз, вика дека ние не се осеќаме измамени. Па како може бе тим на правници од една страна, тим на правници од друга страна, потпишување на договор од една, потпишување сликања на телевизија, искачање и тоа све и да има измама. За каква измама тоа збориме? Како можеше цела политичка елита и ВМРО ДПМН и СДСМ да доаѓаат кај вас на гостување и потоа сега да се препокуваат преку вас практично со соопштенија и да не им чините? Малце е смешно тоа, мислам, препукување. Тоа што демек убаво им било која телевизијата била отворена за секој. Да не се лажеме. Тука симпатиите биле према СДСМ и тоа да не се лажеме. Ја уште еднаш ќе им се извинам што сум бил дел на шарена револуција, затоа што тоа не била шарена револуција за народот, тоа била шарена револуција за фамилијата на Заев и блиските пиуни и тие што спроведувале неговите захтеви, неговите, како да ви кажам, тоа е една страшна пресија. Според муаветот што го правевме, јас мислам дека стекнав некој впечаток дека можеби Бојан ако излезе од затвор, кога ќе излезе односно од затвор, дека нема да остане должен за тоа што ги лежал. Нема шанси бе тоа. Нема шанси, ја ви гарантирам, ако не овие судови има разбор. Они ќе кажуваат дека владее правото и правниот систем во Република Македонија. Па се лажат. Па едно од тоа што не сме примену Европска унија е баш тоа. Како е да го гледате сопствениот син со лисици на раце како Па тешко како може да биде. Најтешко. А знаете дека не е виновен за тоа. Нека дадат докази ако е виновен, ја ќе речам виновен. Нека има два пара на што го третираат ко најголем злочинец у државата. Па народот гледа бе. Па народот вие не знаете што збори за нив бе. Дека лоповите се надвора невини луѓе. Па ја ќе се надоврзам пак на Вилма Руска. Пак ќе речете, пак не се споменувате. Во тоа интервју, последно што го даде, па лежат политички затвореници, бе. Лежат тамо 80 луѓе биле таргетирани, али не можеме ние сите 80 да ги судиме, па најдовме 40, па ќе ги судиме за тероризам. Чекај бе. Ти дајте Тука го споредувате тој случај со ова што се случува на Бојан и на вас. Исто таа тортура е сигурно поминали и тие што е помина. Па Зарченто против Македонија ќе биде или Јук или Беше ли направено тероризам врз вашето семејство според разговоров? Голем терор. Како се снаоѓате како глава на семејството овие изминати 2-3 години? Знаете како, ко црна врана. Те гледаат, мислат дека види го овој, види земал ова, земал она. Тие што ми се пријатели, блиски, тие останати се пријатели, колку се, толку се. Доаѓа ли Стефан Богоев и останатите политичари кои ги споменувате на таму кај вас? Од кој е рекет? Да. Не. Нема шанса, па тие јавно изјавуваат, не го познаваат, а седеле на маса, сликани на маса. Јас сум бил кај Стефан Богоев на свадба. И мојата сопруга, и Бојан, мислам, посебно ја, посебно Бојан. Зашто се лажеме? Значи дека сега повеќе не седите ни со Вилма Русковска во кафана? Со Вилма Русковска во кафана, ја никад нема да ги го опростам. Не може Вилма Русковска да прави такви обвиненија, смешни се бе тоа.
Смешни се за мали И деца. сега кој е виновен? Ја да ве прашам. Судот што досуди или Вилма Рускоска што Па судот- обвини? Не. Или е тоа можеби еден цел пакет? Не, нема тука поделба. Додека судскиот систем и обвинителскиот систем не бидат раздвоени, не бидат како што е адвокатот, така да биде и обвинителот. Во Македонија со своји реформи нема никакви. Како поминува Бојан во затвор? Па тешко, Бојан има проблеми здравствени многу лоши. Како да ви кажам, не може ни да јаде, не може ни да... Тоа е све многу големи проблеми. Он треба посебно да е чисто, посебно да е тоа е останато од него со тие операции, што да ви кажам, едно делче мало. И тоа ако тоа е више, ако се позамислите... Што ве крши вас највеќе во врска со сето ова? Велите има они операции, здравствени проблеми. Па знаете што? Што е најкршливо кај вас кога ќе се спомена Знаете Бојан? што? Кога ќе се спомне Бојан, толку трауми му направија, толку го истоштија, толку, како да ви кажам, па зар е логично за вас, например, по барање на судот, се потпишуваат 18 доктори, директори и специјалисти у клинички центар, само да докаже судот дека е Бојан спреман да седи на рочиште. Дали е тоа нормално? Еве јас сега, секој ќе пратам еден, да најде 5 од тие и да се потпише. А камоли 18 или 19, не ме факите за збор, зар е логично од кажете од 8 септември кај што е пуленот на Заев управник школскиот другар, зар е така испуштен и одма да иде на судење после 3 дена. Па тоа е тортура, бе, тоа е невидена тортура. Какви човекови права, какви бакрачи, бе. Кај се тие Хелсиншки комитет и тоа? Тие невладини кои земаат пари, кои не одговараат ништо, бе. Пари на виделина за магариње и за сирење и за какви не глупости. Мислам, нонсенс е. Ве боли што ве гледаат како криминалци? Многу. Затоа што мојата фамилија, ви кажав ја, мојата фамилија е од пред Втора светска војна од другата страна на медалјата. Како ве гледаат комшиите? Нормално. Тие се свесни, сите се свесни. Сите знаат. Дека нема шанси бе тоа. И кој остана до вас во овие најтешки моменти? Па тие пријатели. Колку се? Ви имавте илјадници Па не, пријатели, реално многу. секој ден доаѓале кај вас. Секој ден, многу. Сега колку доаѓаат кај вас? Сега можеме на прсти да ги изброиме. Среќен сте поради тоа или пак Не ми сте фалат, разочаран? не ми... Јас ви кажав вас, лицемерието да ви го прават беше многу големо. Али не ми е криво уопште. Право да ви кажам, не ми ни требаат. Такви лицемери, такви гадости од луѓето не ми требаат. Пред вас да се поклонува, да се пелчачи, да се како да ви кажам, многу мизерно. А такви биле многу. што ви е приоритет? Да излезе вистината на виделина, да излезе телефонот вештачен и све што има у телефонот да излезе на виделина. А ако не може да, ако не се дојде до телефонот со оглед, еве викате дека и во вештачење докажано дека ги нема WhatsApp пораките, што правиме тоа? Онда нема докази. Па они тоа го сакаат. Има ли Бојан план без за тоа? Па, ја не можам во негово име да ви одговорам дали има план Б. Дали сте разговарали, али може? познавајќи го него, ја ви гарантирам дека он е, како да ви кажам, он е опасен човек. Он е му игра у главата у момент, му игра, он е да сплотува, да здружува. Зошто не дозволуваат интервју со Бојан? Што мислите? Која е вашата? Бидејќи ја еден он е првиот медиум кој го мислам повара да не тоа. почне нешто да збори што не одговара. Па после првото излегување у меѓународен сојуз, кога не му даваше и судијата да збори, кај што бев ја присуден, која е нападна Вилма Рускоска и која збориште за незе, одма дојде за 5 дена пресудата од апелација таква како што е смешно напишана, кој е студент на правен факултет нема така да напише. Смешно е тоа. Па очекувате ли после ова интервју дека можеби вие ќе трпите последици? Нека трпам. А очекувате ли? Ама нема Споменате зашто. многу личности. Ама Споменате нема многу на што бе. Нека најде за мене обвинение, спремен сум до крај долу. Нека ме осуди не 5, не 10, 20 години.
Ви благодарам на интервјуто. Ви благодарам и вас на поканата и све најубаво, среќни празници, среќна нова година, среќни божични празници, све најубаво. Среќни И на вас и на вашите гледачи.